Ако треба да мапирам или да направам своја собствена некоја топ листа на вистински номади и луѓе кои што алтруистички вака некако делуваат во нашата земја, а и вистина прокламираат еден здрав, убав начин на живот и покрај тие некои животни предизвици, кои што толку ги дознав и покрај тоа што го познав, можеби речи се вака една убава деценија, дефинитивно ќе го ставам и Дамјан во овие топ 3 мои лични, да речам, пријатели, ама сигурно и ваши со оглед на тоа дека тие се со своја сопруга, можеби главните протагонисти што на некој начин супиле веслањето на даска, го промовираат, речи се, една цела деценија, како што тој кажа, не ми се верува кога помина. Меѓутоа, многу ми е драго што во овој период од годината се повеќе се активираат овие убави датуми кои што се поврзани со педал клубот. Дамјан, добро утро и ти благодарам за ова вклучување во утринската на Телма. Фала ви на поканата и на убавите зборови. Во секое време. Од прилика реков, деценија една како те познавам и вистина си еден од оние најголеми номади последниве години, како вистински треба да едноставно се дегустира и дозира се помалку животот, ама сепак да има еден добар еквилибриум и баланс, бидејќи ако некој добро промовира во моментов Македонија, Landmarks, она што е заштитена клисора подрече, тоа мислам дека Педал клуб барем едни од оние платформи кои што јас лично ги познам, ама мислам ќе се препознаат во разговорот многу мило. Многу ми е мило што така гледаш, нашата идеја уште од почетокот е таква. Мислам баш да промовираме Македонија и да ги покажеме нашите убавени, посебно околу вода, барем нашите активности се така поврзани, така да, тоа и ни е идејата во принцип да активираме што повеќе места и да го активираме населението да прави нешто ново барем во природа. Имено. Четврто поред издание. Извини, има мала дегресија на разговорот, ама ова е најбавата дегресија. Сериозно те направи сладоледа. Мораме да ви го дадеме сладоледа, дури не се стопил. Пајде cheers, може. Бидејќи ова изгледа вака, со липче сега за кратко ќе ја свртиме камерата и натаму, чисто само да го пробате и да го дегустирате во овој момент, така. И да си кажете што имате да си кажете, бидејќи освежување после Кај направивте вака се осред после разговор. спортска рекреација ни треба, така. Супер. Да, ќе донесам нешто да си ги ставите во Ќе мора да иде инаку. Секоја чест. Ова правилен сладолед. Органски правилен сладолед. Супер, браво. Љупче, заимаш топ 3 избор да се рецепти во сивовите години. Супер. Иванче, ако не ми ти е проблем, можеш? Да, сега Марче ќе ги донесам, ние само тука да го вие само задржате, а мислата ние мораме да бидеме соодветно со оној кој што го имаме како можност тука, за да не ни се стопи сладоледот, а да можеме да ви го презентираме онака како што изгледа и ако се прави на здравје со сладолед, може да направиме. Да сме живи и здрави. Бидејќи ова навистина изгледа одлично, Марко го проба. Го пробавте двајцата, значи вкусно е, таму малку можност да го изедете и направите си го дома и уживате. Липче ти благодарам што ни направи. Да, многу едноставно видоа гледачите колку е едноставно да се направи и сега нека уживаат уште малку во јагодите, затоа што оваа година излегува малце порано јагодите, да го искористат овој период, овие уште 10 дена додека има јагоди, нека тркнат до нашите пазари, банани има секогаш, бадеми и урми и тоа е тоа. Едноставно, практично, здраво и вкусно, направите си го и уживате како што ние уживаме во овој вкус и се разбира дека ве освеживме доволно за да може да го продолжите разговорот. Баш ми е мило. Благодарам, Липче. За скоро повторно во кујна. Добро ти да, Дамјан. Многу одлично освежување за сабајле. Офрежи се сутринска на Телма. Секоја чест. Браво. Секоја чест. Четврто издание на меѓународниот натпревар токму на Охридското езеро се случува Lake Ohrid Sub Crossing 2024, додека ние разговараме со Дамјан, додека ве вовлечеме во приказната, во ова ќе си уживате сите кои што сте во моментот на Телма телевизија. Зато кажам, вистински номади сте со сопругата, ќе ја поздравам Ирина. И меѓу другото, мислам дека сте помеѓу ретките кои што се, ако не се лажам, и регистрирани клубови во кајакарскиот клуб. Единствен регистриран клуб и за тоа сме под капата на Кајакарска федерација. Доста години работиме, за жал се уште сме единствени. Спомна меѓународен натпревар, иако почнаме у короната, да речам, тогаш не смееше да има други држави. Корона проект. Корона проект, да. Баш беше само една земја учесник со 19 веслачи. Веќе второто издание имавме дуплирана бројка од 40 веслачи со 5 земји учесници, на третата 87 со 15 земји учесници. Пополека, сакам да кажам, ни расте и ете популарноста на местото атрактивно, да не речам за ова, бидејќи таа продземна вода, мислам, сите ги привлекува, секако планините околина. Баш овој момент сега ќе го гледате утрото во 7 часот тргање од Цветинаум и го прави едно посебно искуство за сите. Мислам дури и за почетници, па дури и оние професионалци кои ги
Имаме за прв пат од минатата година, 2023 ни беше прв пат да го представиме тој формат на тркање, да не речем, каде што ни дојде и професионалци и аматери, да речем професионалци со тврди даски и аматери со овие надување што најчесто и се користат кај нас по нашиве води. Да, оваа веќе година од 16 ни рипна бројката на 60, така да веќе се популаризира во светот на тркачите. Аматерите секако не се најпознат формати, најмногу ги имаме нив пријавено, бидејќи е рекреативно на некој начин. Така и започнавме. Почнавме со рекреативно преминување на езеро, 26 км од Светинаум до Охрид. И идејата е така групно да го направиме сите. Имаат еден пейсмейкер кој напред го води темпото за да знаат од прилика како кој што ги делегира обврските како тоа реално, треба да. Да, бидејќи не сите се со соодветна опрема, да речем за ваков вид на преминување. Во Македонија најчесто даските кои може да се купат се оние несоодветни. Најчесто се вака за лежење, за уживање, за отиди за дисонце да се разгледаш со детето, да си поиграш на даска, некоја замена за душек кои порано беа за нашите летни одмори, да не речем, сега се користи даска. А од друга страна се даски кои ги користат за вакви авантури малце подолги, да речем над 10 км, у случајов е 26 км за авантуристите, па така да овие 8 точки на застанување за регрупирање, луѓе да може да се освежат, да се избањаат реално за различни потреби, не само бање, ете. Да се Буквално меѓу другото рутата која што имате со 8 различни, нели тие паузи, ако не се лажам, Светинаум Охрид, така тоа е. Светинаум Охрид буквално на 8 најубави точки се застанува за овие И паузи да се велат направат. 8 со кајч или на ваков начин некои точки не може да ги Некои точки не може да се забележите. јави конкретно. Недостапни. Заум е. Заум е многу специфично место, многу луѓе го мешаат со Светинаум, иако се доста блиску, Заум е многу повлечен и како да не речем изолиран манастир, каде што најчесто луѓе идат со чамец, у нашава ситуација со даски. Тоа ни е првата точка на застанување, да го видат манастирот наутро, бидејќи е позади Галичица, па уште бидејќи тргаме од прилика во 7 часот наутро заедно со кампаните од Светинаум. Тоа ни го означува стартот. Така да уште сме во сенка од Галичица кога сме кај првата пауза Така, на спокојно, Светинаум. мирно. Многу спокојно, многу мирно са бајле буквално со паулите на Светинаум го ја тргаме оваа авантура, да речем прво тркачите со нивното темпо, лани конкретно дечкото постави 2 сати 20 минути 23 км да поминеш, мислам тоа е доста брзо. Тоа е некој рекорд да речеме за она што Педал клуб го организира Да, на у ова ситуацијава меѓународно баш издание. така, со тоа што им се погоди доста времето, секако бираме ние да биде идеални услови, да нема ветер, да нема бранои, баш за да може да ги изведат. Нашиве активности се барем на мирна вода, не се по диви, по бранои, сурфање или нешто такво што ги има као различни категории во спортов. Така да, у принцип, мислам дека им се погоди многу времето. Се надевам дека истото, барем тоа, ниско бранче ќе се погоди оваа година, за да може да си конкурираат. Ги имаме истите што го држа рекордот ланската година и оваа година ќе ни учествува, така да претпоставам дека ќе биде една убава борба, бидејќи ланската година на трката конкретно имаше само 1 минута разлика, тоест 50 секунди меѓу првите тројца. Беше убав финиш, до крај се следеа Значи, првите тројца интензивно, интензивно. прилично. Претпоставам дека оваа година ќе биде уште поинтензивно, со тоа што се зависи од временските услови, бидејќи се као диктатор дали ќе влезе во вода или не, они што го имаат последниот збор, да речем. Имено, знаеш што ми е интересно дека од оваа перспектива Охрид поинаку се доживува, зборам нели и со падел или веслањето на даска, и она што е куриозитет е тоа што вие како Педал клуб имавте прилика и веројатно задача си поставивте да добие интернационална нишка. Така што еве зад камери ми спомена дека годинава ќе имате и гости од Турција пријавени така натаму. Зошто го правиме со Дамјан, нели, однапред ова гостување, бидејќи сега се веќе отворени линиите за да се пријават? Да, конкретно уште 5 дена ни трае регистрација, ние отвараме само што ќе заврши самиот настан. Така да отворено не е пријавувањето уште од септември ланската година. Сега го затвараме регуларното пријавување и од следниот месец веќе почнува доцно пријавување, бидејќи еден месец пред самиот настан завршуваме тоест го затвараме пријавувањето за да може и ние подобро се спремиме. Имаме специјални дресови кои имаат знамиња и името од секој учесник на трката, имаме медали специјални кои ги правиме, така да у принцип да имаме некоја филмна бројка за да може ние организацијски да се спремиме за самиот надпревар, а и рекреативното преминување кое исто го добива како формат, бидејќи нашата идеја уште од првото преминување беше секој кој ќе го заврши како мотивација да добие финишер медал за како award некој Како на сатисфакција лична, значи да им поентираме на сите утрински пријатели. Има рекреативен и надпреварувачки. Да, рекреативниот е да речем повеќе за македонциве и е за луѓе, па низ години сме имали луѓе кои не веслале сега. Прв пат се качуваат на даска и го поминуваат тоа 26 километарска авантура ја поминуваат, со тоа што
Мислам дека доколку си со права мотивација околу тебе правите луѓе, мислам дека не е никаков проблем. Како што реков, има 8 точки на застанување, за бањење, за јадење, пиење, баш за уживање, така да ова денеска требаше да дојде со мене Кај, би го поздравил. Еден од помладите членови. Помладите членови, воедно и најмладиот учесник. Колку има Кај? 10-11 години? Сега има 12, али на 10 години е најмладиот учесник кој го има преминато воопшто Охридското езеро. И еве, толку години, 4-та година го организираме, уште немаме некој што се пријавил помал од него да го направи истото. Ајде, 2 години поред, ова ќе му биде трета како што ќе ни се придружи на преминувањето и мислиме дека е убава мотивација за да им кажеме на луѓето ако ништо дека нема никоја возрастна граница за учество во нашиот натпревар. Ми се допаѓа овој калабалак. Овој метеж ми се допаѓа. Дај Боже ваков метеж да имаме. Да, оваа година Постојан пак имаме посебно на авантурата се убава бројка и паузите се, како што кажав, на најубавите места. Еве ги овие првите тројца ланиш изненадија. Најлево ако може да видите, има 15 годишно дете кој беше прв до 21-тиот километар и последните 2 километри го стигна Вистина? Да, шампионот од ланската година, а ова е третиот човек, еве еден по друг како се следат. Да, велиш дека многу мала разлика, било растенијето и од разликата. искуство мислам дека го добија детето, бидејќи го следеа до крај, на крај тие рачиња више не може да издржат како што можат овие зверови позади него, така да убаво стисна и го стигна на крај, али мислам добра мотивација за него како 15 годишно дете со овие европски, светски, а и национални шампиони од каде што се, буквално да го стават на едно ново ниво ако нешто дарува. Approximately, од прилика, колку е од првиот до последниот надпреварувач, колку трае 26 километри рекреативна, за да ги мотивираме сите кои што не гледаат? Принцип рекреативното го правиме групно и сите се движиме заедно, така да нема последниот завршува колку што завршува и баш првиот. како една топка од Една луѓе. целина група, првично ми Колектив. беше идеја да ги запознаеме луѓе во Македонија со тоа и сакавме колективно. На првата година дека имавме 19 луѓе, јас идејата ни беше никој не видел 19 луѓе од еднаш во вода и ќе се движиме заедно за да гледат. За Седиш на плажа, некој некој нов спорт, некој не го чу. Да. Ете ти си запознат со ова, ама еве 10-та година работиме, многу луѓе ќе ни речат дечки нема бранови тука, зашто доаѓате на сурфање. Така да многу не се запознаени со спортот, не попалека работиме кон тоа да го донесеме на едно друго ниво како другиве познати спортови кај нас. Се пријавуваат на во моментов Се пријавуваат на pedalclub.com, на Instagram, на Facebook, може ли коите директно ги најдат кај што најчесто не следат пријателиве низ Македонија и низ светот, бидејќи ете супер ни иде да речам со клубчево. Така да тамо може слободно да го извршат пријавувањето. На вебсајтот директно го има линкот pedalclub.com. Мислам дека многу едноставно ќе најдат. Да. Ако би те прашал, каква поддршка би посакал во иднина или која нова инфраструктура би сакал да си ја поставиш како нова задача, бидејќи вие ги сваривте горе доле сите и ги освоивте сите некако своји пиедестали, ама што би сакал уште малку да ревидираш околу целата инфраструктура, околу сабот или веслањето со даска, искрено? Да ги овозможам можеби места наши, имаме 20 езера кај што весламе најчесто, да Повеќе клубови? Повеќе акции, клубови секако со тоа што акции за да се ичистат наши езера. Повеќето се користени од риболовци кои си завршат работа, си одат нечистат. Така да многу често на местата кај што одиме првично правиме некоја чистка на езерава, за да може воопшто да влезеш, пошто збориме од пластики, од што све не сме виделе по најубавите места. И што не. Тоа по реките па многу е чудно кај нас. Буквално пошто се продземни доста од води, буквално гледаш машина, центрифуга, фрижидерче, нешто фрлено, да. Многу често го гледаме тоа на едно од поубавите места или ќе биде околу селата. И знаете, Дамјан, да пријавите потоа до локалната самоуправа дека на таа и таа точка. До овие невладини организации многу често пријавуваме, слики праќаме за чисто и они да се вклучат у тие акции што ние реално најчесто ги правиме и овие чистени акции со многу свесни компании, да речеме од поголемиве кои си прават тимбилдинг акции, каде што прво ќе чистат, па подоцна ќе дојдат да веслаат групно заедно цела фирма како и да е. Така да многу често и тоа го правиме низ околни езера, али ете како апел до луѓето чисто да бидат малце посовесни кон природата, да се ја зачуваме за да имаме и ние повеќе простор за да искористиме низ години. Значи практично додека се користи спортот и рекреативно да го уживаш веслањето даска, гледаш да бидеш и колку што можеш корисен за општеството во случајот нели да реално да, тие половина час претходно пред да влеземе, мислам никогаш не се доволни. Не сакам ги гледате нашите слики и видеа, можем да направиме еден посебен профил каде што можем само такви работи. А верувам дека имате фолдер таков. Да, фолдер со неубави работи низ Македонија, бидејќи се што дека нас на профил е најубавите моменти што се фатени од езерава што ги посетуваме, но верувајте
има и друга слика, погрда слика и многу постои. погрда слика, посебно на помаливе места каде што реално за ништо не се користат освен за риболов или за наводнување езерава, така да и нашите активности се базирани да се среќаваме само со такви луѓе. Нема никој во вода, секогаш сме сами освен на ова, да речам Охридско Јасно. или Преспанско или негде каде што можеш да сретнеш плюс луѓе во вода, на други езера сме сами и немаме некој во околина. Да, морам да ти признам дека моето семејство поблиску, мојата сестра, зетот и внуките, веќе 10 години се во Штрбово во Преспа и толку сакаат да направат некаков си свој експоненцијален раст во туризмот, особено во Преспанскиот дел, бидејќи тоа е па особено подрачје кое што за мене е подзаборавено. Го посетив Крани, кампот кој што во своевремено во 80-тите беше прогласен за најдобриот во Југославија. Цело детство сме И сега да, цело детство практично, немаше никој од нас кој што не Да. шеташ. Први мај тоа било, Тоа да, беше да. баш така. И успеваа така некако да го промовираат целиот тој, да речем, така порурален туризам и купија даска. И сега гледам дека некако тоа па се како домино ефект се префрла и кај другите, така што не знам дали доволно Преспа и Дојран, па и другите повештачки езера, ти ќе кажеш, го имаат испромовирано и самиот СУП, ама и самите дестинации кај нас. Не толку, барем еве Преспа беше празна кога видов за сега за нашиве активности. празниците. Најчесто е тоа, ние бевме баш минатиот викенд, ланската година бевме голем град, сега бевме мал град во Пустец, од Пустец веславме до мал град остров, во Албанија во секој случај, но и од македонската страна многу често весламе со тоа што не само Преспа. Би ја рекол повеќето езера кај нас си лимитиран дали би можел да влезеш барем за нашиве активности. Преспа и Дојран од природниве би ги спомнал за разлика од Охрид, што е планина огромна, може да те скрие утрпеица биде едно време во Охрид, да биде друго време. Преспа знае нагло да се смени времето и нагло да дигне бран. И Што е аларм, да речеме, за може би вас. за некого не е, за нас е. Конкретно ако е над 10 км на саат ветерот, воопшто не влагаме во вода. Ако има бранови, не влагаме во вода. Така да нашите активности се за ова базирани на ова што го гледаат најчесто луѓе по видеа. И у принцип е наменето за уживање. Тој спорт доаѓа, да речем, како момент понатаму. На почетокот е рекреација, да се запознаеме со спортот сам или воопшто со природава што многу луѓе не ја знаат кај нас. Така да иако првично е таква идејата, ги избегнуваме Дојрани Преспа само заради тоа Од тие каква причини. нагла промена може да има и најчесто мислам низ годините кога што работиме, најчесто тоа ни се спомнува. Многу луѓе го споредуваат со кајчиња, бидејќи кајчиња или кајаци се полнат со вода, па знаат да потонат. Кај нас нема тоа. Па добро се. Мора да го објасниш и да го Јасно, кажеш, али мораш, сите така е. превентивно ти кажуваат, слушај, пази ова езеро е вакво, така да низ годините сме го искусиле, секогаш може некоја лоша работа да се случи, но пробуваме да го сведеме на минимум со тоа што ете така се организираме правилно, ги следиме временските услови кои се А и ти диктатот често пати знаеш да вода. кажеш во сите твои интервјуа до сегашни дека сигурноста е најважна. Најважно, мислам, Ултимативна сигурност е. е нелек, сигурносно јажена нога, паднеш ли, ти се слоши, пошто многу луѓе се викаат да нема да падне. Не е да дали ќе паднеш, може да се слоши, имаме и постер луѓе, не да боже срце удар, хипотермија, секакви работи се случуваат. Треба јас да бидам спремен да можам одма те качам на даска, ти извадам на копно, така да тие работи мене ми помагаат за да те спасам тебе ако случај нешто се случи. Мислам, ништо не ни се случило овие 10 години, но Фала Богу. се надам дека пошто правилно работиме. Ете Ајде. така, да си чукнеме дрво 3 пати. Имено околу безбедностните моменти, бидејќи сигурно ги интересира. 26 километри ќе се рече некој Цетинам до Охрид. Обезбедени сте целосно, да се даде комплетна поддршка на и рекреативците. Сите категории имаат се пратени од екипа од Црвен крст заедно со спасувачи, човек кој пружа прва помош, така да се 4 различни категории, 4 различни екипи. Дали се тоа нашите пријатели спасителна служба од Црвен крст? Од Црвен крст од Охрид секако ги ангажираме. Антонио и цела екипа. Цела екипа буквално, бидејќи доста луѓе ни требаат за помош, иако како што кажав, пазиме да влеземе во вода само кога се идеални условите. Една од причините зашто е 26 километарска рута на рекреативците наспрема 23 километарската на тркачите, ќе се рече тркачи би требало подобро да знаат да веслат, рекреативците се движат по обала. Тоа е една од нашите сигурnosни мерки, во случај што и да се случи, да може одма да се искочи и да се Јасно. реагира, бидејќи како што кажав, имаме и деца, имаме многу стари луѓе оваа година, многу стари луѓе. Ложе Да си речем изрази. добро, и Повозрастни, сапот е за сите возрасти, тоа Нема е буквално нека граница со тоа што е оваа година ни е 62 години и 11 години најмладиот со најстариот учесник, така да мислам дека се е до некој мајндсет каков имаш за дали ќе сакаш да не се придружиш, но во секој случај сигурnosните мерки обавезно задолжително е сигурносно јажена нога се носи, што значи дури да се плива, дури што и да правиш, сигурносното јаже можеш да го имаш до тебе за даската да биде цело време до тебе. И секако се движиме покрај крајбрежјето само заради тие сигурnosни причини, секогаш има екипа наша што следи за случај што и да се случи да може Да се инстинктно превенира. да се реагира, да искочи и Црвен крст да направи некоја промена, но во секој случај до сега сме немале реакција никаква околу тоа. Три сезони се успешни, дај Боже супер, така нека си дај Боже, остане. нека остане така. Сакав да те прашам уште само за крај, пред да се наполниме се уште една топка сладолед.
знам дека има многу омилени дестинации, меѓутоа дали регато беше трката? Регатата Се случува повторно годинава и овој европски натпревар кој што велиш се случи 14 јуни. Дали тоа може да речеме ние како рекреативци се вклучиме или тоа тука се веќе натпреварувачи? конкретно на регатата е баш за рекреативци. Тој е некој клуб као нас, од Нови Нови Сад Сад негде беше, конкретно така? е клубот, а преминувањето тоа е самата регата, иако е 101 километар, Дунав сам по себе тој период од годината се движи 4 км на сат. Така да сакаш не ќе се движиш колку што се движиме ние кога веслам. Така Јасно. некој walking speed од прилика. Така. Е Како на буквално за ескалатор во сите. движење. Да, ланската година бевме ние, имаше луѓе кои буквално вчера купиле од Lidl или од Веро или од каде да е суп. Седиште има некој период ќе поминат на седеечки, ќе веслаат со кајак весло, кога сакаат ќе се стават ќе веслаат стоечки. Така мислам дека е буквално за сите направено. Дечките се супер организирани, буквално 30 и нешто острови, 36 ако не се лажам, острови се поминуваат од Нови Сад до Белград и тие 101 км, 2 дена со камп пауза, буквално све организирано на ниво, знаат од која страна на островите да поминат, буквално да нема каскади, да нема вртлози, да ги избегнеме сите тие моменти, бидејќи Дунав е многу поголем од било што што имаме у нашиот регион. Секако нема бела вода, барем тој период од годината и буквално го организирале како што треба, со тоа што и една наша друга колешка на Скадарско езеро што е најголем на Балканов, исто во Црна Гора организира и е баш исто за рекреативци. Има и трка секако како нас, но има и таа опција. Така да тие две места би ги спомнал, Црна Гора и Србија кај нас, а европското е малце покомплицирано да речам, бидејќи за жал еве како мотив за било кој индивидуалист кој весла, да не се придружи ние како единствен регистриран клуб од држава, чисто ете да може да посетуваме со повеќе луѓе да представиме нашата држава, да отидеме на некои вакви првенства, бидејќи јас иако мислам дека ги познавам сите кои се качиле на даска кај нас, сепак знаеме од недела на недела да запознаеме некој нов што и ете и нас не знае по некоја случајност. Така да мислам дека така ќе опрошириме спортот, повеќе луѓе ќе не дознаат, ете на европско е буквално оваа година го организираат кајак, кану и суп, така да ќе бидат 3 спорта во едно. И мислам дека ќе бидат големи имиња кои ќе дојдат оваа година, така да ќе привлечеме плюс некој да ни дојде на нашиот настан, ако ништо друго. Толку ми е драго, значи уште веднаш на padelclub.mk Да. се го пријавувате уште 5 дена. Не, .com, извини. Значи padelclub.com.mk. Не, .com. Само .com, Јас да. извинувам. Како и да е. И на социјалните мрежи да не Pedal забораваме Club дека на ве Facebook има. и на Instagram. Добро, имате една голема асоциација од фанови, мора да признам, а и самата асоциација голема се шири, така што не дека не ги знаат генералите, ама за оние кои што сега ќе се сретнат прв Да, пат. да. Генерали се пишуваат и се Буквално гледаме на се 20 искача. јули, здравје Боже, ама овие се 5 дена кај што можат Да искористат Easy нормална going. цена, да. easy going да искористат оваа цена. Ветувам јавно дека мојата последна епизода оние за сезонава, точно знаат нашите пријатели за што зборувам, секој петок имаме според свој сензибилитет некои приказни. Ја снимаме јас и ти со цела екипа од Pedal Club во јуни, јули го емитуваме за да го промовираме уште толку еднаш. настанот, Супер. ама и да ја доближиме приказната уште повеќе. Може, Заслужува. Cheers, Ивана, Љупчо. Уште една може топка, уште дечки. една топка за крај на дополна. Чекаме. Фала. Како и да е, ви благодарам уште еднаш. Бидете ми живи и здрави, чувајте се и бидете добри едни со други. Утре се будиме повторно во 6:55. Чао, чао Македонија.